Дебатата е едно од најмоćните двигатели во демократијата. Со неа се отвараат клучни прашања, се разјаснуваат горливи дилеми и се овозможува општеството да се движи напред. Сето ова од секогаш било и во иднина ќе биде едно од главните цели на Зебра, но пред да продолжиме со нови дискусии во септември, ќе се навратиме назад. Годинава ја почнавме поттикнати од настаните во Македонското собрание на 24 декември 2012. Тогаш во јавноста се пласира тезата дека политичката неутралност во Македонија е завршена, а на граѓаните им преостанува да изберат помеѓу власта и опозицијата. Примитивна граница некоја, дека е се црно или бело, дека мора да си вама или тамо, мора да си наш или нивен, овде можеш да видиш се освен свој, мора да бидеш у некој јато, у трло. Она што мене ми пречи е нетолеранцијата која се развива во Македонија и која кулминира овие години, месеци можеби, каде што веќе практично ако каеш нешто различно, ти си веднаш прогласен, не знам, за предавник, за нема веќе политички противници, непријатели, односно политичките противници од непријатели веќе еволуира во душмани. И сега одеднаш имаме ново етикетирање помеѓу неутрални слеш мирни страшливци и така натака, до оние кои што мора да се определат и да најдат страна. Но тоа нема мене или било кој некој друг кој што не сака во моментов да одбере страна, нит ќе ме натера да одберам страна, нит ќе ме испровоцира да излезам и да одберам нечија страна. Напротив, јас ја имам мојата страна и јас точно знам што сакам. Втора тема во оваа полусезона на Зебра беше вечното прашање. Што е причината за успесите и особено за неуспесите на македонскиот спорт? Дали неодговорни за оваа ситуација се државните институции или пак непосветеноста и недоволната ангажираност на индивидуалците? Па така да, ние скоро година и пол бевме приморани да правиме тренинзи на кеј, значи во услови кои што се субстандардни, како на кал, снег, дожд. Сепак во поразвиени земји барем во текот на зимскиот период си имаат атлетски сали, каде што внатре е загреано, значи си има патека посебна. Ние во текот на зимскиот период сме како екзибиционисти, односно тренираме со шалови, со капи, со ракавици, значи на температури кои што се минус. Атлетиката како спорт, значи супер е, кралица на спортовите, меѓутоа кај нас нема фатено толков корен колкав што имаат фатено масовните спортови. Тенисот е многу поскап од атлетика и супер е што се направија тие 100 игралишта. Ако ништо друго, еден ден може да се посади некоја култура, имаме субвенции и нема да одат фира парите. Мотивацијата најчесто опаѓа поради немање на доволно финансиски средства и тука се губи волјата за да се постигне подобар резултат најчесто. Дали за 1 милион евра би истрчал светски рекорд, кажи ме. Ми го зема прашање. Извини. Па тие 1 милион евра доколку се употреба, значи наменски и во рок од 4 години јас сум убеден дека нормата ќе биде исполнета. Некој спомна, не знам, па дека во Кенија нема услови, не знам што. Олимпискиот фонд на Кенија е 1,5 милиони долари, што е скоро дупло од нашиот буџет, што е за сите спортови. Добро, ако се даваат wildcard за шетње до Лондон или 2016 во Рио, сакам јас да одам во Рио. Ке трчам за Македонија. На кеј ако треба. Ке дам се од себе, и на кеј, и во кал, и во снег, и во се. Самостојното живење и огромниот број на млади луѓе кои што се уште живеат со своите родители го анализиравме од агалот на безперспективноста наспроти нивната зачмајаност и немањето желба да се отргнат од топлиот дом. Ми беше кажано од луѓе што живеели во Велика Британија и во САД дека младите кои што се над 18 години, кои што живеат со нивните родители, им плаќаат символична кирија. Да. Значи, ке нас тоа го нема, ке нас значи не се уште од средна школа не бара да превземеш никаква одговорност, дури ни во склоп на домот, а не па за нешто повеќе. И тоа развива еден ментален склоп кој што потоа отежнува
да се осамостоиш на подоцнежни години. Ние во земја каде што имаме 32% невработеност, страшно е кога ќе погледнеме дека од тие 480.000 млади во Македонија, од тие што се активни на пазарот на трудот, скоро 50%, мислам дека е нешто помалку од 50%, се невработени. Значи тие млади немаат можност, немаат никаква шанса да заминат од дома. Со што? Со кои средства? Тоа се оние кои што не се студенти, кои што не се средношколци, туку кои што се едноставно на невработени млади луѓе и тие немаат избор. 1987 Сплитскиот универзитет е правено истражување зошто во земји во кои има толкава невработеност, младите воопшто не искачаат да протестираат и да бараат промена на тие очигледно штетни економски политики. И заклучокот на таа студија било баш тоа, конзервативната улога на семејството. Да, дека младите се навикнати дека некој друг ќе се погрижи за нив, секогаш тоа префрлање на одговорност, ќе ги споделат проблемите. Да, започнува од семејството, после се рефлектира понатамка и на другите инстанции. Тоа е еден вид на затворен круг. И од друга страна мислам дека притисокот и сваќањата на младите луѓе во Македонија се доволно прогресивни да они можат да се справат со своите семејства и да кажат: мамо, тато, јас имам работа, јас сега заминувам да живеам во странство. Но ние имаме ситуации само на кратко и нас каде што некогаш се случај младиот човек да има поголеми примања од неговото семејство и тој ќе одлучи да живее со семејството само за да може и нив да им помогне, затоа што смета дека е нефер. Ама тоа е пак економски проблем кој што е кочница. Луѓето кои што доаѓаат од натрешности, кои што неретко остануваат после студиите во Скопје, имаат многу потешки услови уште во старт, а сепак успеваат да живеат тука сами па подоцна и да формираат тука семејство и слично, можеби не повторно, дека можеби не се толкова прашање, да, туку конформизмот, да. Дека е можеби поудобно, и јас тоа сум убедена дека е поудобно да бидеш, што е факт, со твоите да знаеш дека нели секогаш имаш некој кој што ќе се погрижи за твојот оброк, за оваа зона, евентуално кога ќе дојдеш при крај на први без пари да се поземиш и така. Луѓето од натрешноста како тие може да се снајдат и да функционираат тука. Да, ама тука влегуваат и оние примери на аскетски живот и колку си спремен ти да истрпиш. Пошто имаме примери на млади луѓе каде што, не знам, јас имам 3 пријателки кои што живеат сами и тие немаат, рандом пример, но тие например не сакаат многу шекер и не можат да си го дозволат, едноставно од кафиче да си го земаат шекерот и тоа што го користат и таму и онаа појавата на ајвар од дома што ти праќаат родителите. И не мислам дека тоа е зависна папочна врвца со родителите поне сакаат да ти направат јадење од домот, колку што е моето дете не може да си дозволи ова и ова, јас сакам да му помогнам на моето дете. Јануари и февруари, односно првите 2 месеца од 9-та сезона на Зебра, ги финиширавме дискутирајќи за македонскиот филм, инспирирани од фактот дека во 2013-та ниту едно македонско дело не влезе во конкуренција, ниту пак беше номинирано за една од победните награди, како Оскар или Златен лав. И со мал буџет, со мал рекламен буџет, може да успее, ако е филмот добар. Македонскиот филм дали може да успее, може да зборуваме само од аспект на квалитет. Ако има квалитетен продукт, романците направија ефтини филмови кои брилјантно поминуваат на сите фестивали, затоа што се добри, затоа што се авторски, затоа што се вон сите клишеа дури на вон европски клишеа во кинематографски, така што парите не се пресудни, квалитетот е пресуден. Не може вие да правите филм затоа што сакате на 10 луѓе да им раскажете приказна. Ќе ги соберете у кафана со пиво и ќе ми раскажете приказната. Ако сакате да правите филм, значи дека сакате да се обратите пред широка народ, колку што е можна поголема публика. Од тој аспект се сложувам, нема филмови за фестивали или има добри филмови или нема. Кај нас мислам дека и генерално во Европа таа е разликата со америчките филмови, колку и да се комерцијални имаат структура која е јасна и им овозможува да бидат гледливи. И најлошите американски филмови можете да ги изгледате. Добар дел од европските филмови не може да ги гледате. Токму заради таа уметност. Здраво! Сезоната што измина е историска за нашиот проект од аспект на обидот, една телевизиска емисија да претвориме во онлайн издание. Време е за резиме и оценка како го правевме тоа. Во денешното ретроспективно издание ќе се потсетиме за што дебатиравме во март и април. Третиот месец Зебра го започна на тема основаноста на феминизмот. Едните аргументи борбата за женски права ја портретираа како истрошена интелектуална поза,
а други тврдеа дека еднаквоста на жената со мажот е само на хартија, а дека борбата доправа почнува. Во Македонија, куповната моќ на мажот годишно изнесува $14,000, за разлика од жената која што изнесува $7,000. На иста работна позиција со маж и жена кои што исто се образовани, имаат подеднакво исти квалификации, жените имаат 20% пониска плата за разлика од мажите. Јас ќе додам како мојот идол Џон Винстон Оно Ленон, кој што беше феминист, поголем од сите феминистки на светот, кој што го зема презимето на својата жена за да докаже дека се бори за женските права. Има една песна која што се вика Woman is the nigger of the world. Тој, кога се роди неговиот втор син Шон, ја пушти жена му Јоко да оди да работи, а тој го чуваше своето дете, само за да ја покаже својата поддршка кон феминизмот. 1% од имотот во светот е во собственост на жената. Значи, не го имаме само ние тој проблем како Македонија, туку и Европа и светот се бори со тоа да и се даде вистинско место на жената во општеството. Како што се качувате кон врвот, така сваќате дека сте сами околу себе како жена. И при тоа, ако се наоѓате во управен одбор на некоја компанија, вие се чувствувате као привилегирано како жена меѓу сите тие мажи. И тама некоја да ви се приближи, хоп, не ви е право. Значи, ние тука самите сме виновни зашто не си се подржуваме во тој дел. Не сме ние патриархално општество. Јас сум од Галичник, по татко. Матриархат бил и ќе биде секогаш. Значи, мажот е тој кој што го фрлал стапот од пеш во Галичник кога ќе дошол тап. Доаѓа мажот се мести прво масата, но мајката е таа била, и ќе биде која што се прашува за се. Галичани или велат кај мшти директор во која фирма, а не велат кај женати? Кога еднакви сме. Доколку сме еднакви, ако сме по устав сме сите еднакви. Апсолутно. Но доколку сме еднакви, тогаш еве како да отидам сега син ми да го надојам. Локалните избори во март отворија многу прашања. Едно од нив беше врзано за учеството на уметниците во политичките кампањи. Се споменуваа и баснословни суми до 50.000 евра по пејач. Се постави прашањето што дава пејачот за возраст, само сценски настап или суптилна политичка поддршка. Диаметрално спротивни беа и перцепциите за тоа дали Македонија е подготвена за сериозна трета политичка опција. Да погледнеме зошто. Голем дел од имињата кои што сега ги гледавме во изборната кампања на ВМРО биле активно вклучени во кампањите на СДСМ претходна. Уметниците ја загубиле алката со својата публика, а нивното појавување во политички цели пак ги деградира кај публиката. И затоа мислам дека не се во состојба да донесат гласачи, како што тоа, например, може да донесе една Бионсе кај Обама. Па јас да ви кажам, изгубив огромен дел од мојата репутација од страна тие хейтери, кои никогаш искрено не биле, да речеме, на некој начин отворени кон мојата уметност. Но сега тоа дојде до една, како да ви кажам, до една циркуска гротеска, така, каде што ме плукаат по мрежите и така. А ја па немам компјутер, нити Фейсбук, нити ме интересира нивниот став. Но не би сакал да се мачат со мене, мислам, нека си најдат некој нилски коњ од зоолошката градина и нека го тетовираат, да речеме, виртуелно секако да го мачат човекот, под наводници. Не, токму тоа, заради тоа што не станува збор за неписмено гласачко тело, и токму заради тоа што станува за една фрапантна бројка од неважечки ливчиња од 48.000 е последната бројка, покажува дека Македонија сега е навлезена во монопартизам. И на крајот на криштата не е илустрацијата најсоодветна, веројатно дека некој напишал за Чак Норис, некој напишал за комшијата, некој напишал за девојката. Такви ливчиња ние фактички не знаеме колку има, знаеме само дека има неважечки. Државната изборна комисија можеби еден ден ќе има време да ги прегледа, визуелно да ги прегледа, да види за какви неважечки ливчиња станува збор, бидејќи, да бидам искрен, не, можна и следна вест, што сега ќе ви кажам, да избирачките одбори
намерно ги создавале тие неважечки ливчиња. Секогаш, според мене, се покажува дека има од 120 до 150 илјади флуктуирачки гласови, кои по дефиниција се лепат на нешто ново. Тоа беше изразено не само во 98-та, тој феномен го забележавме, ако сакате, и на последните председателски избори, кога со една скромна кампања, еден Љубе Бошковски или несодениот македонски Обама Имер Селмани постигнаа фантастични бројки од 120 до 150 илјади гласови. Овие 100 илјади гласови покажуваат дека во Македонија веројатно ќе треба да постои и можеби не трета, и четврта, и пета опција, но системот кој сега е воспоставен на парламентарни избори ги дестимулира сите оние кои сакаат да бидат трета или четврта опција да настапат сами. На Македонија денес и треба повеќе отколку пред една недела силна алтернатива на власта. Кога јас, гледајќи фактичката состојба, би бил начело на СДСМ, а не сум, јас би стимулирал да дојде до трета политичка опција, која треба условно речено да ми донесе еден контингент на гласови кои сега во овој момент не можем да го добијам. Потенцијалното создавање на трета политичка опција јас барем го гледам како алатка која би помогнала на власта на следните парламентарни избори во 2015 поумешно да се справи со овој систем кој мора да признаеме дека ВМРО ДПМН го доведе до граница на совршенство. Ова искуство што го имаме треба веднаш да предизвика изменен изборниот законник и забрана некој да гласа на локални избори, што го има во другите изборни законодавства. Значи некој кој не живее во Македонија би можел евентуално да гласа за парламентарни избори, може да гласа и за председател, но не гледам каква сме ние тоа либерална демократија кога дозволуваме некој кој земал двојно државјанство по потекло да ни решава судбината во неколку клучни општини, да речеме, за опозицијата, што мене мисля недопуштено. Јас сум еден од тие во чии што, например, стан поранешен, живеат 7 мина. Као да живеат, пријавени се. Значи, станот за кој што јавноста знае дека бев насилно иселен на 6 јуни 2011 година. Знаете, власта има причини просто да се радува на евентуални никулци на трета опција, бидејќи власта докаже дека со таквите никулци може и да се справи. Сакате со грубост, сакате со манипулација, сакате со сите средства со кои што и стојат на располагање и кои што ги демонстрира. Опозицијата се разбира далеку е од тоа да размислува дали ќе се појави трета опција. Они беа во модот на некаква конструктивна опозиција до 24 декември, сега се уште недоразбудени. Една од најважните дилеми со кои што се соочува младиот македонски граѓанин денеска е онаа хамлетовската, да се остане или веднаш да се замине од Македонија. Во интимната историја на Зебра оваа дебата ќе остане запаметена по силните емоции што ги предизвика. На една страна оптимизам, самодоверба и задоволство од оние кои што успеале да се реализираат во Македонија, наспроти револт, незадоволство, гнев од оние кои што се приморани тоа да го направат подалеку од татковината. Ја 12 години ги бркав моите соништа, не знам, од Дубај, во Прага, во Америка. За на крај да дојдам овдека, уствари сите соништа да си ги исполнам. Значи Чикаго, тоа што е македонскиот дел каде што е во Чикаго, значи не сакам никого да навредам. Меѓутоа менталитетот на луѓето што живеат, начинот на кој што живеат, јас мислам дека е Македонија пред 40 години. 60% од оние млади кои што можат да работат, значи кои што завршиле со образование и имаат услови да работат, се невработени. 60% и тоа Македонија е на место број 1 во Европа по невработеност кај млади. Во услови на немање услови за барање на друга работа, вас ви остануваат две опции. Едната е да ја напуштите државата, второто е да земете партиска книжка и да се вработите во државна администрација. Феноменот партиска книжка не завршува со вашето потпишување за членство во партија. Тој феномен продолжува со влечење на луѓе по митинзи, влечење на луѓе по контрапротести, влечење на луѓе и принудување да прават списоци за време на избори и да обезбедат најмалку 10 или најмалку 20 нивни роднини пријатели кои што ќе гласаат за некоја конкретна партија. Тоа е веќе газање врз основното човечко достоинство. Не постои луѓе идеална држава. Јас сум живеел во Дубај кај што сум имал топлата, ама
робови ги граделе зградите. И тоа било потиснато, значи негде се политички проблеми, негде се вакви проблеми, не постои идеална држава. Меѓу постојат луѓе кои што имаат амбиција што сакаат да направат со себе. Со било кој можам на оваа тема да се карам и знам дека сум управо дека кога си од Македонија, автоматски на почетокот си граѓанин од втор ред. Меѓутоа тоа не значи дека ти треба да останеш граѓанин од втор ред. Меѓутоа, ја ќе фрлам тука една друга теза дека по денешни услови младите во Македонија се можеби граѓани од трет ред. Па сега да споредиме што е полошо или подобро. За мене граѓани од прв ред се оние кои што се во власта или блиски до власта, граѓани од втор ред се возрастните генерално, а младите се граѓани од втор ред или онаа категорија од 14 до 30 години, најневработените, оние кои што не се консултирани при носењето на одлуки и оние кои што се виновни заради тоа што одлучиле да заминат од Македонија. Во атмосфера на општо незадоволство и неуспех во најава од она што се подготвувавме да го испратиме како представник на Македонија на Евровизискиот надпревар, ги соочивме приврзаниците на идејата дека треба да се учествува на оваа манифестација без разлика на се, со оние кои што беа категорично против. Не. Македонија воопшто не треба да се откаже од учество на песна на Евровизија без разлика на пласманот или без разлика дали ќе влезе во финале или нема да влезе во финале. Зашто е само по себе промоција на македонската естрада генерално гледано. Да земеме за пример дека за таа македонска естрада дали воопшто имаат некои сознанија луѓето таму некаде во Азербејџан или во бившите советски републики. Да му реплицирам, значи ја не знам што ни донесе тоа како држава. Не знам каква промоција, кои туристи дојдоа по таа наша промоција, кој македонски изведувач направи интернационална кариера или не знам на колку места настапи, било да е клубта, дискотека. Имаше понуди, значи условите меѓу најважните, меѓу другите кои што ги бараме како група е да бидеме комплетно автори и аранжери на и да настапиме на начин на кој што ние би сакале. Можеби ќе побараме голи да настапиме, сега тоа Евровизија не го дозволува, па веднаш ќе се повлечеме од учеството. Во април Зебра ја отвори темата за религиозниот соживот во Македонија. Каде е границата на толеранцијата меѓу муслиманите и христијаните? Кој манипулира со чувствата на верниците? 2 месеци подоцна, агенцијата која што ја продуцира оваа емисија за кампања на истата тема доби највисоко признание Титаниумски лав на фестивалот за креативност во Кан, Франција. Ако мајка Тереза успеала да го помири христијанството со хиндуистичкиот фундаментализам, како прв чекор што пред нејзе никој тоа не го успеал, а ако после тоа успеала да ги помири христијанството, будизмот, хиндуизмот, исламот и јудаизмот, можеме. Тоа е едниот момент. И вториот што апсолутно во право Рамадан, овде на овие простори тоа е возможно. Значи има заеднички код. Еве, христијаните во Македонија би знаеле колку е Дева Марија, значи почитувана кај муслиманите, што огромно мнозинство од христијаните не го знаат тоа, а и самите муслимани не се свесни дека се работи за иста една историчка личност, која патем речено, значи според Куранот е најголемата жена во историја. Значи тоа не е ни жената на Мохамед, ни мајката на Мохамед и така натаму, туку е токму мајката на Исус, ние викаме алейхиселам. Може да дојде некоја несрекна изјава од страна на представник на синодот на МПЦО, да дојдете до една катастрофално лоша изјава на Реис Улема Реджепи дека сите албанци треба да живеат во една држава, што апсолутно нема никаква врска, нити со теолошкото, нити со никаков теолошки бекграунд, значи е класично политичка изјава. Такво нешто, колку само за пример, не може да му се случи на Ватикан. Тој повик во една држава ги повикувам сите, така? Да се обединеме, за мене беше не расна омраза, повик на расна омраза, тоа и по членот и по кривичниот законот е казниво. Кажав на медиумите и на Канал 5 дека е тоа карневализација на еден хаотичен ум. Тоа беше мојата изјава која одеше и пренесена од медиумите. Колку џамии се изградени и колку од нив се, например, нелегално изградени. А државата, институциите на системот
воопшто не реагираат, за жал. Типичен пример е, ако се сеќавате за оној случајот за кој што имам пишувано за случајот со џамијата во Горна Белица. Значи јас ви тврдам со сета одговорност дека и денеска постои судска одлука на основниот суд во Струга за уривање на нелегално изградена џамија во Горна Белица. Таа не само што не беше урната, туку беше пуштена, условно кажано, во употреба со покотници од оружје од поранешниот градоначалник на Струга Рамиз Мерко. Политика, медиуми, култура, религија. Тоа беа дел од темите со кои што се обидовме да ве заинтригираме во текот на март и април. Продолжуваме со ретроспектива и во следното издание. Се гледаме.